Среќен, добре дојде во Хајд Македонија. Ти благодарам што ја прифати нашата понуда да гостуваш и да раскажеш твојата приказна, тоа што е доста тешка, пред тоа што разговаравме. Се знам дека многу луѓе се соочуваат со слични проблеми како твојот. Дали си подготвен да ни раскажеш низ што се поминуваш и си поминал друг? Пред се ви благодарам на вас за каната, за гостување. Да, спремен сум и ова треба да им биде како поддршка на многу млади луѓе кои што се соочуваат во денешницата со истиот проблем како мојот или посериозен и да не се обесхрабруваат, туку напротив добиваат поддршка од мене за било каква помош да им помогнам. Предраг, може ли ми раскажеш како започна целото твое искуство со булингот кој се попретрпел додека си, бил во гимназија и твоите 3 години поминати физички во гимназијата, пошто ви спомна дека првата година или вашата настава била онлайн. Значи, нашата тема е булингот кој што ти си го претрпел на, да речам, основа како што е сексуална определба, како што е верска исповести, слични теми од твоите врсници кои што сето тоа го имале на тебе. На самиот почеток, в првата година, дејќи се отиваш онлайн, не можеше да се изврши никаков булинг, ништо слично. На почетокот во втората година веќе почна ситни навреди до фрлања, но се уште некаде се држеше под контрола. Од трета година натака тоа беше пеколно, еден пеколен период за мене, кај што секој ден 6 часа, дури на одморот, кој што требаше да одмор, беше катастрофа, значи тоа беше како едно реалити шоу, буквално 6 часа навреди, секој ден. Тоа беше многу тешко да се издржи, бидејќи пред се јас имав и фамилиарна трагедија, која што во тој момент заедно со сите тие навреди мене не можев да излезам од тоа. Јас бев константно под стрес, под плачење. Значи, како да ви обяснам, замислете се, цел ден станувате, треба да идете негде кај што знаете дека однапред ќе ве навредуваат, ќе трпите се и свашта. Доаѓате дома, едниот родител ви се бори за живот, другиот му помага, не можат ни они да ви помогнат на вас. Тоа беше катастрофа. Јас сам се борев со тоа и покрај мене стоеше мојата најблиска другарка која што исто трпеше навреди. Се тоа траеше до почетокот на 4-та година. Од тогаш можам да кажам дека такво нешто јас немам видено. Такви навреди, такви омаловажувања на часеви пред професори, барем во 3-та година тоа не се правеше на часевите. Барем имаше и некаков час можеше да се одржи. Во 4-та година часевите на кои што требаше да се предава беа навреди. Беа чисто вреѓање, чисти навред, чисто омаловажување, такви гнасни зборови изречени, каде што ниеден професор не се дрзна да рече ова час, ова треба да се запрет. Не, они гледаа, вака од страна си седа и си гледаа. Кога побарав помош од класниот, од педагогот, од директорот, ми рекоа, ти можеш да се префрмиш во друга школа, конкретно директорот, јас ќе ти помогнам за тоа. И што очекувате, кој да ви помогне? Ке се наврзаме подоцна на таа тема. Кажи ми за какви навреди остануваше збор? Од кој карактер, што се тие десавите кои што многу мали луѓе ти искажува? Како изгледаше сето тоа? Прво беа навредите за сексуална определба, се некаква си измислена, не знам каква. Дека јас имам некаква тарифа, дека користам односи за пари, па потоа на 17 годишно дете му кажа, малце ненормално. Потоа беа, не знам, они, бидејќи јас сум конкретно посвен и тие тоа го знаеа, тоа некако се знаеше училиштето. Си има предпоставка за некаква си верска исповест, кој што не знам каква име, каква замислуваа. Јас сум христијанин како и сите други кои што беа. Они си има тотално некоја друго нешто со тоа. Навреди имаше конкретно станува збор за еден документ кој што на училиштето, бидејќи јас имав помал број на подоби за спишување, беше они побараа на моите родители да го достават. Во тој документ пишуваше дека јас имам проблем со намалена концентрација. И тоа не е никаков здравствен проблем, тоа не е никаква диагноза. Од тој документ кој што требаше да биде заштитен, само да го знаат директорот, педагогот, тоа го знаат сите училишта. Професорите на часови на кои што јас не бев, они зборуваа за тоа, сите понесе документ.
Значи, и така цело училиште знаеш, дека јас имам некаков документ кој сметаа за ненормален, врз мене се вршише еден вид на виктимизација, кој што не беше ни малце пријатна. Кажи ми, колку долго траеше тоа и како одвијаеше на твоето секојдневие? Особено ете на часовите како средношколец. Знаеме дека на часовите треба потполна концентрација да се научи нешто. После училиште исто така треба и на дома да научиме нешто. Како бијаше се до тоа на тебе? Многу лош. Јас не знам како да го објаснам, тоа беше страшно. Јас бев прегазен, буквално прегазен, нема волја за живот, за да продолжам понатаму, да направам нешто од мене. Не знам како да објаснам. После училиште нели треба некогаш да излезеш на некој кафе, на тоа кафе и гледаш луѓето што се навредуваат. Не можеш да фатиш слободно време за себе и бире да беш мирен, пошто знаеш дека секој пат негде некој ќе те сретне и ќе те навреди. И непријатно веќе ќе стане секојдневие, ќе си го сватиш како тоа е нешто нормално, напред тоа не е нормално. Ми спомна семејната трагедија дека немаш имели во твоето семејство во тоа време. За што станува збори и како твоите родители реагираа на сето тоа? Претпоставам дека најпрвен тие се пожалувач на лекари и вика семејството кое не е најблиско. Можам да кажам дека во еден период јас кога изгубив мојот родител, мојот татко конкретно од рак, во периодот кога што он во последните моменти можеше да движи, он дојде да се расправа за мене. И не знам како да ви објаснам, јас тоа го ценам бескриено од него, бидејќи он не гледаше за себе, он дојде да ми даде мене поддршка и во еден момент кога го изгубив и него, јас бев тотално година и пол дена сам. Мојата мајка за жал не можеше да дојде да застане, не е од тој тип кој што ќе се расправа за мене, ќе ме поддржи. Рече, знаеш, оди, терај се ти. Бидејќи она жената беше потресена, го изгубила сопругот кој што 40 години живеела заедно. И јас од тој момент бев сам, потпуно сам. Предред, дали некогаш после сите овие трауми што си ги доживеал и секојдневието што ти било какво, нели што ми раскажа, дали некогаш си имал помислиете не да може на некој, нели да поседнеш во твојот живот? Конкретно не, бидејќи сакав да го издржам тоа, да одам напред, но имав моменти кога што јас морал конкретно на диазепам да пилам секој ден и тоа од номер 5 милиграми на јакиот, за ја да можам да се смирам, да не, бидејќи јас мислам дека во еден момент ќе завршам во болница. Доколку не користев таков лек, смирување, јас ќе завршам негде некој стравично место. Кога прв пат одлучи да пријавиш во, нели, кај професорите и кај директорот? Јас прв пат пријавив уште во втора година, во второто полугодие. И цело време, понатака и понатака си пријавува, секоја година некоја нова случка се пријавуваше, секој ден, но они не ги регистрираат тие работи. Бидејќи јас, нели, се трудев толку да издржам, јас бев крив во нивните очи себогаш за се. А тоа беше се поради тоа што одредени ученици беа фаворизирани ради нивните родители, бидејќи нивните родители имаа поголема моќ. И училиштето се плашеше ни. Можем да кажам така. И моите пријави, моето пријави за малтретирање не беа важат. Не важа. Каква беше реакцијата на училишниот кадар, на професорите, на наставниците кога ти кидеш ки се пожалиш? Како изгледаше тоа они што да не превземале никакви мерки? Со каков изговор доаѓа? Себогаш го има тој изговор, ќе средиме, остави на нас. Не пријавај нигде на друго место, веќе јас во некој ви го би сакал да пријавам во полиција, за некој настане кој што случува, кој што веќе излега од контрола. Они мене вика, не пријавајте, ние ќе средиме. Напротив, они не средија ништо. Они средија да биде уште толку дупло полош. Да. Дали некој од нив се обиде да ти помогне? Барем еден да се издвои. Не, во училиштето немаше никој. Баш никој не се обиде, освен мојата, пак ќе кажам, најблиска другарка, која што и незините родители, кои што ме даваа поддршка во тој момент, никој друг не се дрсна да ме застане, да ме зашто. Така. Да ми спомна некоја твоја пријателка која што само драбила поддршка во добрем. Да, можам да кажам дека она покрај мене требаше исто многу големи навреди и малтретирање само ради тоа што застана моја страна. И од професори, и се соочувавме со намалени оценки баш ради тоа, бидејќи исто така и незините родители застанаа покрај мене. Она имаше исто така многу голем немир
во низиното образование, баш поради таа ситуација. Конкретно и она плачеше и јас плачав, но никој не ги гледаше тие софи. И им беа многу нормално. После одредено време одлучуваш твоето искуство и твојата траума да ја пријавиш во Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Како беше искуството таму? Што превзеда тие за оваа тема? Јас толку време барав каде можам на кој местото да пријавам тој случај и па ше најдов Комисијата за заштита и спречување од дискриминација. Решив да се обидам, пишав мејл на кој што веднаш добив одговор. Ме прашан што е проблемот, им објаснував. 2 недели секој ден им пријавував секоја навреда на секој час точно кој професор каде што се дешавало. Они тоа го раскридуваа тој случај и решија после 2 недели да дојдат да направат дуги за училиштето. Каде што со тоа што во видео мене сам ми рекол дека со такво нешто се очуваат за прв пат. Такво ништо нема да видам. Јас само во нив гледав надеж и ќе знаев дека може да ми помогнат. Но кога забелја работа беше уште пострашно кога ја пријавив, кога дозна училиштето дека имам пријавено, тек тогаш почна вистинскиот пекол. Тек тогаш со намалување на оценки, со уште поголеми навреди од децата, па и од некои професори, каде што они исто така тоа си го слушаа, си го гледаам, беше мило. Фокусот се ставаше на тоа дека јас сум дознал за комисијата, зашто сум пријавил, а не на самата пријава да се реши тој проблем. Така. Со какво решение излезе комисијата? Комисијата утврди дискриминација на 3 вида по расна, сексуална, етничка припадност и виктимизација од страна на училиштето. Каде што беа произнесени некои мерки, кои што училиштето според мене не ги прифати, не ги презема. Напротив, после тоа, точно памтам, те новите пред матура, мене ми беа пекол. Јас наместо да имам матура, мене ми стасува денот пред матура покана за судење. Село тоа станува од прекршочна пријава во МВР, од страна на една соученичка, додека при час на спорт, додека игравме конкретно фудбал, наместо под топката, јас ненамерно ја удирам по патиката, и се извинувам и на професорот му реков, јас извинат професоре, не можам да играм, излегувам од игра. Не сакам да повредам некој. Та конкретно таа ученичка отида во службата при педагогот и психологот. Од таму очигледно ја посоветувале да оди во полиција да пријави. Од МВР произлезе прекршочна пријава за нарушување на јавен ред и мир. Прво не знам како јас нарушувам некаков јавен ред и мир кога училиштето не е јавно место. Не знам кој полицаец ја констатирал тој прекршок, бидејќи ниједен полицаец не беше на училиштето, во училиштето во тој момент, каде што се деси судење, и каде што нормално јас ја добив таа тужба, позитивен одговор има, бидејќи се виде дека устари се лаж, али сепак судот утврди дека тоа беше важна пријава, дека станува збор за една огромна манипулација од страна на девојката, која што поднела пријава, и негде јас, како што и требаше, ја добив се случај. Така. Кажи ни, тоа судење се скучило најверојатно многу брзо од кога стигнало, дали тоа? Да, тоа се случи веднаш за месец дена. Така. После таа пријава, ја не знам како успеале толку брзо, нели обично судењето трае неколку месеци се чека да се закаже, а не те закажува после месец дена. Дали сметаш дека некој користел службени позиции што он толку брзо се закажало судење? Сигурно. Сметам дека некој има користеност, ја користел моќта, својата моќ на многу гаден и отвратен начин, бидејќи ти да злоупотребуваш дете е нешто не страшно. Али окей. Сепак има Господ кој ќе им суди. Дали некој бил суспендиран поради користење на службена позиција во твој случај? Не, никој не беше суспендиран, никој немаше никаква мерка. Точно тоа си течеше како што и треба. Така. После утврдувањето дека не е твоја кривица? После утврдувањето, конкретно сега ќе зборувам случајот кој што беше утврден од комисијата, требаше одредени ученици да добијат педагошката мерка според правилникот за средно образование. Во тој правилник станува збор дека тој прекршок кој што они го направиле се санкционира со вадење од училиште, односно бркање од училиште.
они добија само устно оменот кога се мерковиот. Чисто за да пред комисијата да докажат дека имаат некаква мерка спроведено, дека нели нешто преземале, а уствари не презема ништо. Веќе ексе. Дали тоа девојче што ти имаше конфиденцијално на изете, под наводници си ја нападнал, беше едно од тие девојки кои што исто врша булинг врз тебе? Да, таа девојка беше девојката која што поголем дел од булингот го вршеше самата така. И мислам дека сакаа со тоа да искористат да се заштитат себе си, училиштето мене да ме направи насилник, а не дека они се стари тие кои што вршеле булинг. Но мен тргна се. Тужбата ли се набрати бе на муаветот од кога се скучил тој наставник или твоето нападение врз неја? Дали некој од родителите те има тужено или самото девојче кој што мели дека е малолетна? Не, во тој момент беше пълнолетна. Во тој момент тоа станува спор за крајничката воен, бевме сите пълнолетни и она може самостојно да поднесе пријав. Така. Која е мајката на девојчето кое што те тужала? Тука не станува збор за тужба, станува збор за после моето јавно зборење во КОТ, емисијата КОТ, случајот. Јас добив конкретно барање за извинување од една жена која што е нели родител на тоа девојче, без да спомнам нејзино име или не знам што, не дефинирани лични податоци. Таа самата се пронашла. Значи тука нема повод за нели никаква тужба, нешто понатака. Тука некој се пронајавил без да спомни. Так. За кој конкретно станува збор, за мајката на тоа девојка која што ти има нападнала, која што ти има тужени? Не, за родител на друга девојка, која што уствари во секој момент таа почнуваше булингот се и наеднаш јас немав случај. Исто можам да кажем тоа девојче кога јас поднесов пријава, кога беа повикани сите ученици на разговор, само таа девојка не беше повикана. И тогаш поднесов повторно пријава до комисијата за дисциплинација, зашто таа девојка не е повикана, требало да биде. Тука треба училиштето да знаат ја добава. Зошто и... Не е добро ги одговара. Не. Али јас некој го знам го одговор до глава, бидејќи можам да кажем дека беше заштитено многу добро, али тоа е сепак став на училиштето. Кој ќе повика, како ќе повика, али тука постои комисијата да одлучува. Сакам да се навратиме на случајот за комисијата, од кога утврдија дека постои нели физичко насилство, нели булинг врз тебе, врз повеќе основи. Каква беше реакцијата на училиштето? Јас некаде прочитав дека училиштето се оградило од тоа дека не постои таков случај и дека се превземени вистинските мерки. Секој одговор кон училиштето беше ние се оградуваме, он е проблематичниот ученик. Ние пробуваме многу време да го речеме проблемот со него, он не пробува што. Они секогаш и само се оркестраат да се оградуваат од таа ситуација. И тоа го прават негде најдобро. Бидејќи јас мислам дека немаат конкретен одговор што да кажат, бидејќи се беа фатени во нивната работа која што не беше извршена на начин како што треба. Так. Зошто си ти проблематичниот ученик? Кои се нивните тврдења? Не знам, јас сум тој што секогаш и почнува конфликтите, јас сум тој, нели, дури насилник во еден момент испаднав, тој ќе тепам девојче при час по спорт. Јас сум лошиот, секогаш бев јас криз за себе во училиште. Так. Има ли вистина во тоа или? Не. Долг период трпев навреди, но вајда здрав разум човек кога во еден период ќе биде тоа да пребуглава, ќе почне да возвраќа да се брани себе си. Али кога јас сам ево конкретно се бранам покрај 6 души, не може да се одбраниш. Не е нормално така. Одлуката на комисијата е јас. Утврдување нели на твоите зборови се потврдуваат поето сето тоа ти што го искажуваш. Кажи ми што понатаму. Каков е процесот? Покрај утврдената виктимизација и дискриминација од училиштето, јас не одлучив тоа да остане така. Конкретно поднесов тужба против училиштето и сега е време на суд да се санкционира нивниот прекршок, се разбира доколку се откуп се без тоа. Но мислам дека имам доволно голем факт каде што е наведено што се они имаат сторено ме. Значи судскиот процес е дали... Да, во ток, судскиот процес е во ток веќе 8 месеци.
Ќе се навратам на муабетот. Погоре те прашал за учениците, нели твоите соученици и вие не те навради. Меѓутоа, дали си имам некој конфликт со професорите? И те ми рече дека се да пожале многу од нив, но нема одговор. Дали си имам некој случај каде што они имале некој напад из теб? Да, голем дел од професорите кога го почитаат своето име во мојата претставка, не им беше баш наивала. Дел од нив призна дека тоа се случувало, но дел не. Напротив, имав една случај со една професорка при крај на годината кога се ставаа оценки. Баш поради тоа што нели ја се виднов пријавано, јас добив помала оценка. Кога отидов да прашам професорке врз која основа јас имам помала оценка, кога сите мои тестови се покажува дека треба да имам поголема оценка, тоа ми рече како не ти е срам покрај таму што ме пишува мене со име, збори за пријавата, да дојдеш и да ме прашуваш мене за оценка. И викам, професорке вам молам, значи, еве, погледнете ги оценкиве, или покачете ми оценката, или јас ќе бидам принуден да поднесам уште една представка. 2 часа после мојот разговор со професорката, јас добив повик од МВР, каде што сум пријавен за напад на професорка, за вербален напад и за зака. Значи, замислете го тој циркус. И јас одам да се пожалам и да молам професорка дека треба да имам поголема оценка, она мене пријавува за за некаков си вербално. Дали после ќе покачи оценката што не служуваше га? Не, потоа тоа си остана така како што е. И веќе решив нешто, нека тече, нека оди времето. Сето тоа што го правила лошо ќе им се врати. Има сега суд, сега ќе се судиме. Кажи ми, Предраг, дали ги среќаваш негде тие соученици да не дас? Искрено ги имам многу ретко сретнато, бидејќи не одиме, не движиме на истото места. И мислам дека негде кармата си ма направи своето, тоа се да бидат заборавени, да бидат уништени. Според кога некој прави лошо, не може да очекува да му се врати со добро. Заврши училиштето, заврши или на твоето образование? Дали ти си запишан на факултет и дали го продолжи твоето образование таратаму? Јас сум запишан на правниот факултет, каде што еден ден сакам кога ќе го завршим нели тој факултет, баш да работам конкретно на такви случаи, да им помогам на децата кои што се соочуваат со таков напад, со таков терор, и негде да ги решаваме и да го искорениме булингот од описанието и од чиптот да цекнем винт. Дали може би се сретна пак со некој дет на булинг кога се запишан на факултет, каков однос имаат колеги со тебе? Искрено на факултет има одлична атмосфера. Сте уште се нема деца на некаков булинг. Тано веќе мислам дека сите се повозрастни, нели веќе созреваме како деца и секој си го гледа своето. Правниот факултет е еден од нели најтешките факултети кои што може некој да ги заврши и не ти дава толку време да можеш со колегите да прозбориш да нешто, бидејќи имаш многу за учење, многу предавања, многу вежби, многу посветувања. Што би им препорачал на учениците кои денес се соочуваат со слични проблеми како твојот? Би им препорачал да не губат надеж, да се осеќаат сигурно, да не поклекнат на предрасудите омаловажувањата кои што ги добиваат. Напротив, дека има некој кој што ќе им помогне. Во мојот случај јас мислам дека нема, но нели на крајот негде све се деси добро како што треба. Слободно да се обратат до комисијата за заштита и спречување дискриминација, бидејќи со сигурност гарантираме дека им помогнат и ќе се посветат во целост на нивниот случај. И некаде да најдат сила да издржат. Горд сум што сето тоа го преживев сам врз својот крв и излегов како победник од таа ситуација и не поклекнав. Напротив, продолжив понатака и тек ќе одам понатака и сакам да го искоренам булингот и цел тој период да им помогам си. Сега мата да поразговараме на една тема која што се однесува на сексуалната дискриминација на луѓето кои што се со различна сексуална претеба. Што мислиш ти на оваа тема? Колку луѓето со различна сексуална ориентација често се соочуваат? Дали често се соочуваат со овој проблем? Дали тие се најчестата мета на оваа дискриминација? Мислам дека да, во ова општество е да си криминалец, си полесно ќе поминеш отколку да си геј.
Значи, мислам дека луѓето со поинаква сексуална определба го минат најстрашниот терор и искрено не знам како издржуваат, али за тоа треба голема сила. Општеството, па поготово претежно во малите градови, и така како не е прифатено, и така како се соочуваат со големи предрасуди. Рачунете дека има луѓе кои што од неј од дома не може да им соопштат дека се во поинаква сексуална определба, туку тоа го држат за себе, а надвор трпат дискриминација врз таа основа. И е многу тешко, поготово во денешница, иако сме веќе нели 2025 година, кога што тоа треба на некој начин да биде прифатено, се уште многу тешко го ми од. Спомна помали места, ети Македонија спалја во тие помали места, нели, во светот. Зошто мислиш дека во Македонија тоа не е прифатено? Кога во цел свет е речиси секаде прифатливо. Конкретно мислам дека ради менталитетот и ради луѓето. Овде они се уште навикнати на дека такви луѓе ги сметат, тоа го сметат за болест, тие луѓе се болни, не саќаат дека има луѓе кои што се раѓаат со дали поголем естроген или поголем тестостерон. Дека тоа не е болест, дека луѓето такви се раѓаат и не се станува геј. Но се додека треба да се смени голем дел од генерацијата за тоа да стане нормално. Дали ти ги поддржуваш тие луѓе што се соражиш на сексуално определба? Конкретно да, LGBT луѓето треба да имаат голема поддршка, јас ги поддржувам, бидејќи тоа треба да стане дел од нели нормалното. Мислам дека не треба да се гледа тоа кој што прави во своите 4 ѕида како болест и да биде навредуван и да трпи малтретирање детето. Во светот постојат многу разлики, нели, во геј популацијата се определуваат по некои си групи. Сега актуелно е разликата помеѓу non-binary и геј. Дали ти можеш да ми ја објасниш таа разлика за да разберат луѓето пошироко? Прво сметам дека тие две работи не може да се стават во иста реченица, бидејќи едно е да си LGBT и да сакаш да имаш однос со истиот пол, а друго е да си мачка, куче по улица, да шеташ, да тивлеш, тоа е нешто друго. Но non-binary конкретно значи тоа луѓето кои се изјаснуваат како мачки, како кучиња, и не иде во иста реченица да ставиш некој што сака партнер кој што е ист пол како него со некој што по улица мјаука. Дали тие луѓе штетуваат на обичната геј популација да се борат за нивните права? Да, мислам дека да, бидејќи многу голема омраза има кон луѓето кои што се non-binary и ги ставаат во ист кош со LGBT. Дали мислиш дека образовниот систем доволно ви едуцира младите за прифаќање на различности? Мислам дека не. Да тргнеме од таму кој врши образование врз нашите деца, тоа се луѓе кои што се кои што се постари сепак, кои што ни нив не им е најасно што е тоа, како е тоа, или не го прифаќаат тоа. И со самото тоа не може децата да сватат зашто станува. Што според тебе треба да се промени во училиштата за да станат побезбедни места за сите ученици, без развита на нудната припадност или ориентација? Најпрвен треба да престане тоа да се гледа кога нели дете се запишува, кои се неговите родители. Бидејќи во нашето општество овде се гледа кој дете чиво дете е, нели, кој му е родител, и се фаворизираат децата на луѓето кои што се на родителите кои што се собагачи на новата. Дали се не знам, полицајци се суди, небитно. Прво таму треба да тргнеме. Второ, мислам дека треба да се воведат некакви специјални едукации врз професорите, општо на таа тема и на многу други теми, кои што треба да се едуцираат, да поминат период на обука, да сватат зашто станува збор, па тек тогаш да вршат образование врз нашите деца. И сметам дека добар дел од професорите не заслужуваат да работат и го немаат поминато тој период, или пошто пред да станеш нели професор треба да одиш психолог, педагог, да помине сето тоа. Мислам дека од таму е тек грешката. Многу голем дел од професорите немаат поминато тоа. И секој втор денеска може да стане професор и да го воспитува твоето дете или на неподир. Прерак од денешна перспектива, кога ќе осогледаш твојот живот од денешен аспект, како се чувствуваш? Дали се чувствуваш посмирено, дали сега веќе некои работи се изгладени и што планираш во иднина? Па да, се чувствувам посмирено, бидејќи го не го тепам тој терор, не сум во таа средина, излегов од сето тоа, се посветив на нови работи, што не и моделинг, едно друго.
Работам исто така со мојата пријателка бутик. Го водиме тоа си, ќе отвараме исто така ателје. Тоа се некои многу убави работи кои што тек ќе следат и ќе се дешаваат и мислам дека морам да одам напред и морам да успеам, бидејќи валјда кога ќе ти се десат толку лоши работи, скеви период нешто добро. Секој е лошо за добро. Што и да е, ќе помете тоа. Ти благодарам многу искрен разговор. Посакувам многу среќа во иднина, никогаш повеќе да не ти се повторат овие работи, што си ги доживеал и да си постигнеш се што веќе посакаш во животот. Благодарам уште еднаш од цела екипа на Хач што одлучи твојата приказна да ја споделиш со нас. Ви благодарам на вас и само напред.